Среда, 12 февруари, кратки вести во 12 часот. Ке се реконструира специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо во Охрид. Владата предвиде 2 милиони евра, а покрај реконструкција, болницата ќе добие и ново крило. Оваа здравствена установа го осигурува третманот на сите заболувања, специјалистичко-консултативна и болничка на локомоторниот апарат. За дел од услугите, како што е оперативниот третман на деформитети на рбет и оперативно лекување на ортопедски и травматолошки случаи по методот на Илизаров, болницата е единствена на територијата на Република Македонија. Покрај пациенти од нашата држава, во оваа болница со децении се лекуваат и пациенти од странство. Министерството за локална самоуправа го објави вториот повик за финансиска поддршка на општините за реализација на капитални инфраструктурни проекти. Сега на располагање на општините ќе им бидат ставени 15 милиарди денари, а рокот за аплицирање е до 30 април. Општина Охрид на првиот повик аплицираше со 10 проекти и сите беа одобрени. Најголемиот дел се однесуваа на реконструкција на улици и локални патишта во руралните средини и се во финална фаза пред отпочнување со реализација. Сега, меѓу другото, општината планира да аплицира за добивање средства за проектот за свињишки извори. По порастот на цените на основните прехранбени производи и граѓанските бојкоти, владата одлучи да ги ограничи маржите во трговијата на големо и мало до 10%. Инспекторите утврдиле дека кај трговците на мало имало над 20% маржа на основните прехранбени производи и над 30% кај средствата за лична хигиена, а кај увозниците оделе дури и до 50%. Ограничувањето на маржите ќе трае до 30 април, а ќе бидат опфатени основните прехранбени продукти како и детергентите и бебешката храна. Времето денес умерено до значително облачно, дува слаб до умерен југоисточен ветер. Максималната температура во Охрид до 5 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.